Зоран Давидков, службеникот од Народна банка кој е осумничен дека наводно го зел ранецот со пиштолот на Љупчо Палевски, негира вина и вмешаност во грозоморниот случај за убиствата на Вања Ѓурчевска и велешанецот Панче Жежовски, дознава Алфа од судски извори. Тој пред судија на претходна постапка тврдел дека не се вистините обвинувањата од страна на осумничениот Велибор Манев, кој сведочеше за телефонскиот повик и наредбата од Палча. Зоран Давидков и неговиот син 4 години биле членови на партијата Десна. Истражители на МВР и обвинителство пред 3 дена влегле кај осумничениот дома и во канцеларијата во Народна банка. Претресувале и барале докази дали Давидков од седиштето на партијата Десна го зел синиот ранец и се ослободил од пиштолот и моторолите. Зоран Давидков остана без пасош и редовно треба да се јавува кај надлежен во кривичниот суд, додека обвинителството истражува дали има вистина во зборовите на Манев. Истрагата против него беше отворена откако во судница второ обвинитиот Манев сведочеше дека Палевски му се јавил и му рекол да му се јави на Зоран за пакетот што го зел од канцеларијата за да го отстрани од кај него, да го фрли или да го уништи, за да не може никој да го најде. Интересно е тоа што Манев ова не го кажува за прв пат, а дури по еден месец откако го повтори истото, обвинителството реагираше. На 16 мај во судница го каже истото, но не спомена име. Тогаш новинарите прашуваа, а една од обвинителките беше зачудена од каде им се тие информации, заборавајќи дека токму тие будно го следаа целиот судски процес. Барате ликот кој што го посечи Велибор Манев, кој што го сокрил плавото ранче со моторолите и пиштолот, дека постои таков човек кој го сокрил оружјето, вие го немате оружјето и него барате после таков исток. Тоа не е точно, од каде ви се ти искази? Лавина реакција во јавноста предизвика одлуката на обвинителството да бара да му се одземе пасошот на Давидков, наместо тој да оди во притвор. Обвинителството за него води посебна истрага. Судскиот случај за двојното убиство од кое се згрози не само македонската јавност, туку целиот регион финишираше. На 25 јуни во среда, кривичниот суд ќе објави пресудата. Петмината осумничени се соочуваат со доживотна робија. Неизвестно е дали ќе биде осуден и таткото на Вања, за кого обвинителството тврди дека соработувал со обвинетите.